Одлука дека прво ќе одржи подготвителна седница за иницијативите околу законот за употреба на езиците, па потоа да се произнесе за уставноста на одредени негови одредби. Тоа е епилогот од денешното заседание на Уставниот суд. На седницата која се одржа во наелектризирана атмосфера поради неколкудневните протести на Европскиот фронт предводен од ДУИ пред зградата на судот, учествуваа 6 од вкупно 9 членови, а 5 од нив беа за. Не се појавија судиите Осман Кадриу и Насер Ајдари и затоа судијата Фатмир Скендер побара да се повлече точката со иницијативите за оценување на уставноста и законитоста на одредби од законот за употреба на езиците. Откако овој негов предлог не помина кај другите колеги судии, и тоа напушти седницата. Затоа кога ќе се одржи подготвителната седница, дополнително ќе се решава. Предвидено е на оваа подготвителна седница за оваа тема да се слушнати ставови на експерти од областа. Судот, како што денеска изјавија, нема да дозволи да биде цел на притисоци. Значи, претходната постапка, и кажав, и ќе повторам, да не му падне на памет на некој да ја толкува како наша слабост. Не, ние почнавме со постапувањето по предметот. Ова е дел од постапката. Овој суд ќе ја донесе одлуката за тој предмет. Никој да нема дилема. Овие чекори јас во едно интервју неодамна дури и на некој начин ги најавив. И целта не е ни притисок, ни влијание, ни страв, ни ништо. Него целта е сакаме да ги разубедуваме граѓаните, зашто очигледно политичарите никогаш нема да ги разубедиме. И тоа е тажна реалност во Македонија. Пред заседавањето на Уставниот суд на насобраните пред зградата им се придружија и лидерите на Европскиот фронт, вклучувајќи го и Али Ахмети. Лештитарот, nga елемент конструив. Посакувам и се молам до небото луѓето во Уставниот суд да не ја донесат најпогрешната и најлоша моноетничка одлука, бидејќи не е добра за здравјето на демократијата и со животот. Меѓуетничките односи се клучот за стабилноста, тие се вистинската иднина на државата. Затоа сите политички партии, без разлика на која заедница припаѓаат, имаат одговорност да апелираат дека едностранните одлуките кои биле донесени пред 23 години, да не се прекршуваат и загрозуваат. ДУИ пак е поразена, порача од власта. Велат дојде 11 декември и ништо не се случи. И ДУИ знаеа дека ништо нема да се случи, затоа што такви се судските процедури. ДУИ намерно креира постојана атмосфера на етнички тензии. Тоа го прават кога ќе се соочат со предизвици и со проблеми заради криминал, а на тој начин сакаат да одвлечат внимание. ДУИ креира намерно тензии, не затоа што се грижат за правата на албанците, туку затоа што сака да ги заштити криминалците во нивните редови како Артан Груби и останатите. Самиот факт што Артан Груби се најде на црната листа ги извади на површина политичките криминалци од ДУИ и СДС кои се борат за власт да прават криминал. Во одбрана на Груби по одлуката на Стейт Департментот за неговото назначување на црната листа, денеска застана самиот Ахмети, велејќи дека неговиот сопартиец има право на жалба и дека процесот ќе го води подкрепен со факти и дека ако се утврди вина кај Груби, тој сам ќе се повлече од функциите во ДУИ. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.